Здраво, јас сум Маринела од Струга. Во однос дали мојот глас и гласот на младите доволно слушнат во нашата заедница, со големо жалење би рекла дека не. Сметам дека раководните тела ги занемаруваат потребите на младите лица во нашиот град, но исто така и ние младите недоволно гласно ги искажуваме нашите барања и идеи. Се радувам дека во последно време голем број организации, како невладини, така и самоиницијативни, го поттикнуваат младиот човек да го искаже своето мислење во општеството. Само свесни, гласни млади лица можат да направат промена на глобалната иднина. Во нашата земја, за жал, младите не се доволно вклучени во политиката и во процесите на донесување одлуки. Но тоа не значи дека нашиот глас нема да биде слушнат. Со активно следење на општествениот живот и со формување на мислења, а подоцна и спроведување на акции со што би ги промовирале нашите мислења, ние активно се вклучуваме во сите промени што се случуваат во општеството. Не секоја акција, активност или настан ќе го промени светот, но ти ќе знаеш дека стоиш на вистинската страна во борбата за љубов, солидарност и за човекови права. Ти со твојата акција ќе оставиш пример за другите, со што и другите би го следеле и затоа ќе имаме повеќе млади вклучени во процесите на донесување одлуки и во промените. Здраво, јас сум Вангели Петрушу, член на ученичката заедница при Наум Наумовски Борче Крушево. За мене, како млад активист, главна цел представува придонесот кон подобро, понапредно и подемократско општество, каде сите ќе бидат еднакви. Но за жал, нашето општество не е како од соништата, како што сите би сакале да биде. Затоа потребно е да испратиме јасна и гласна порака дека треба да настапат на сцена промените. Јас сметам дека сами не можеме да ги направиме промените. Како поединец, нашиот глас тешко дека ќе биде слушнат. Затоа потребно е да се здружиме и заедно да бидеме побучни во испраќањето на нашата порака. Единствено така нашиот глас ќе биде слушнат и ќе се остварат нашите цели. Ние сме млади, нас ни е потребно подобро општество. Нашиот глас треба да се слушна. Почитувани граѓани и почитувани млади, сите ние сме од големо значење за придонес на заедницата. Досегашните младински активности, поддржани од страна на општина Струмица, доведоа до заклучок за тоа колку е важен гласот на младите. Секоја реализирана активност, како и уредувањето и инвестицијата на голем број активности поддржани од страна на општина Струмица, доведоа Младинскиот сојуз не само да се гледа како организација, туку да работи и како тело од страна на општина Струмица. Сите наши досегашни проекти и обезбедија сигурност на нашата општина и на нашите млади. Да останеме и заеднички да се бориме за нашите идеи и ставови. Како млад активист, каде што членувам во повеќе невладини организации кои што се занимаваат решавајќи со различни проблеми во општеството, како што е проблемот со загадениот воздух, па и вклученоста на младите во општеството, се чувствувам дека мојот личен глас е слушнат. Работата во тие проекти ми покажа дека секој млад човек може да биде слушнат од општеството доколку истражи за кои се неговите права и што може он да постигне. Од друга страна, па како средношколец и како претседател на училишната заедница во моето училиште, имам големо влијание за да помогнам учениците да имаат добра соработка со професорите и за да донесам до промена во моето окружување кое што училиштето за да се подобри. Многу пати тоа било успешно бидејќи имале возрастните соработка затоа што знаат колку е важно младите да се вклучени во општеството како и во школото и да се грижат за неговиот напредок. На крај сакам да кажам дека ги охрабрувам сите млади кои што мислат дека нивниот глас не е слушнат, да се обидат да истражат, да членуваат во различни невладини организации или пак во нивните училишта да се вклучат во училиштата заедница и со тоа да знаат дека можат да направат промена во нивното окружување. Здраво на сите. Јас сум Игор Димовски и сум повеќе години дел од невладиниот сектор. Она што ме натера да се вклучам во овој сектор е тоа што сакав мојот глас да биде чуен, а невладините организации се платформа за да се слушне автентичното мислење на младите.
Од општината од која што доаѓам нема механизам за вклучување на младите во донесувањето на одлуки на било кое ниво, но со успешна имплементација во иднина на Законот за младинско учество и младински политики, сметам дека ќе ги трансформираме општините во заедници пријатели на младите. Само преку активно граѓанско учество ќе дојдеме до функционално општество. За една заедница, град, општина да стане пријател на младите, треба да се карактеризира со следниве карактеристики. Таа заедница ќе треба да се има определено свој годишен буџет кој ќе да го пренасочи на младинските активности. За да се остварат тие младински активности, таа ќе треба да има определена просторија во која што ќе се собираат и состануваат сите млади луѓе кои што ќе сакат да бидат активни учесници во општеството и ќе ги искажуваат своите идеи и мислења, кои пак понатаму ќе прераснат во активности. За да тие идеи и мислења понатаму прераснат во активност, треба да се искажат на состанок заедно со општината и доколку се прифатливи после состанокот да се реализираат. Доколку сакаме младите да бидат носители на секој иден чекор во современото општество, треба да ги поддржуваме, затоа што во нас младите е иднината.